од кој што ми го обезбедил за да можем да продолжам работата на седницата за пратенички прашања. Точно е таму каде што сте, но ние секако ќе работиме денес до 19 часот. Не секирате, ќе дојдете на дневен ред. Сигурно. Математички, ако седнете да израчунате добро, до 19 часот сигурно ќе дојдете на дневен ред. И вие и колегата Снопче. Инаку, овој список кој што го имам, јас го имаат и сите координатори на пратеничките групи. И пратеници. Има збор пратеничката Дафина Стојановска. Зашто аеродром има едно чудо нерешени проблеми, жител на аерозграден општина. Благодарам. Денес имам 3 прашања на кои што одговор очекувано од Министерот за информатичко општество и администрација, од Министерот за здравство и од премиерот. Првото прашање до министерот Јетон Шачири, во моментов не го гледам во салата, се надевам дека премиерот ќе ми обезбеди да добијам одговор тука. Значи, прашањето е колкава е точната бројка на вработени во јавната администрација и зошто да добијам одговор тука. Значи, прашањето е колкава е точната бројка на вработени во јавната администрација и зошто во услови кога самите говоревте дека има превработеност и нереформирана јавна администрација, секојдневно сме сведоци на огласи за вработување во администрацијата и државните институции. Да нагласам дека сето ова го правите во време на пандемија, кога непотребното трошење на државни средства треба да се сведе на минимум. Второто моје прашање го поставувам до министерот за здравство. Прашањето не се однесува на пандемијата и справувањето со неа, ниту на вакцините, бидејќи не знам дали Филипче е свесен дека одамна падна на овој испит. Може би заради електронското, односно далечинското учење, имало некој проблем да стигне до него информацијата дека падна на овој испит и може би Филипче упорно се труди истиот да го преполага, сепак не може истиот да го помине, затоа што бројките се немилосрдни и тие кажуваат дека за 10 месеци пандемија во Македонија имаме над 81.000 ново заразени и над 2.400 починати лица од COVID-19. За 10 месеци имаме тотален колапс на здравствениот систем, а токму Филипче не уверуваше дека ќе немаме повеќе од 2.000 заразени и дека ситуацијата е под контрола. И токму Филипче на секое вакво прашање се обидува да не утеши дека целиот свет е во пандемија и дека сите имаат огромен број новозаразени и починати. Јас едно знам, а тоа е дека Македонија е лидер по починати на милион жители и дека за тоа не проаѓа изговорот дека и останатиот свет е во пандемија. Затоа, за прашањето кое денес ќе го поставам до министерот за здравство, нема опција да даде споредба со било која останата држава во светот, бидејќи ваков пример не постои никаде. Имено, до кога и според кои закони доктор Калина Гривчева-Старделова ќе извршува напоредно 2 неспојиви функции, а тоа се председателка на Лекарската комора на Македонија и истовремено директорка на Универзитетската клиника за гастроентерохепатологија. Ова е класичен судир на интереси, бидејќи првиот човек на комората ја контролира токму работата на првите луѓе на јавните здравствени установи. Односно, Старделова си се контролира самата себе си, а знаеме дека на 22 ноември 2019 Антикорупцијската комисија има доставено известување до неа за судир на интереси и даде рок од 15 дена од тогаш да се откаже од една од овие 2 функции, што до ден денес не е сторено, а се поминати повеќе од 13 месеци од тогаш. Доколку Антикорупцијска смета дека си ја завршила својата работа со ова испратено известување, го прашувам министерот Филипче зошто по однос на ова нема ништо преземено и си ја остава Старделова да си врши напоредно 2 неспојиви функции кои имаат апсолутен судир на интереси. Кога и дали воопшто има намера Филипче да постапи конечно според законите, ако не за нешто друго, барем за овој класичен пример на злоупотреба. Да напоменам дека доктор Идрис Орана, минатогодишниот подносител на иницијативата до антикорупцијска за овој случај,
годинава или поточно на 3 декември побарал повторно од антикорупцијска да биде известен зошто истата не постапува по сопствената одлука, но за жал нема или барем јас немам информација дека има добиен одговор и на ова второ барање. Се надевам дека денес Филипче ќе има конкретен одговор зошто упорно продолжува да постапува спротивно на закон и ја остава Старделова, како што реков, во извршувањето на две апсолутно неспојиви функции. И ми остана уште третото прашање за кое одговор барам од премиерот. Најпрво сакам да му кажам на премиерот дека овде во оваа сала изминатиот викенд се водеше маратонски работен ден кој траеше повеќе од 21 час и од нив минимум 15 часа пратениците на опозицијата имаа потреба од вашето присуство и соочување со нас. Вие не дојдовте ниту во петокот, а ниту во саботата, кога на вистина пропуштивте една ретка можност да дебатирате со нечешлани и небањати во Маровци. Значи, во буквалната смисла на зборот, а и онака како што голем број ваши членови и симпатизери милуваат да не опишуваат, ние во саботата останавме и нечешлани и небањати. Но тоа не беше така само заради ноќта која ја поминавме тука во собранието, односно така беше, затоа што ги обелоденувавме вашите криминали. Може би не стасавме сите да се избањаме и изчешламе, ама затоа стасавме да се подготвиме и за втората битка со вистината, без разлика колку и да траеше. Убаво ќе беше да дојдете тука, ако не заради нас, тогаш барем заради вашите пратеници, за да им дадете поддршка во нивната поддршка на вашиот криминал. Тие во понеделникот и гласаа за истиот и со тоа фактички си гласаа дека еден ден ќе одговараат за ова. Моето конкретно прашање до вас денес е: до кога корупцијските случаи поврзани со вашите функционери ќе бидат чувани во фиоки? Поточно, случајот Леонардо, во кој е вмешан доскорешниот ваш генерален секретар од претходната влада, Драги Рашковски, кој сега е некаков советник во новата или поточно старо новата влада и после година и пол нема никаква правна разврска. И уште повеќе, бидејќи како и за претходното прашање до Филипче, и за овој случај првата антикорупционерка Ивановска потврди дека со договорот е оштетена државата. Имаше оправдување од типот дека овој случај не е завршен наводно заради тоа што бил многу обемен и заради корона кризата која патем трае 10 месеци наназад, па затоа не се стасало да се испита извесен вработен во јавно предпријатие бидејќи бил на боледување. Јас како бивша членка на првостепената лекарска комисија за боледување при Фондот за здравство во Гостивар, знам и тврдам дека никој во државава не може да биде на боледување цела една година во континуитет. Ова само отвара дополнителен сомнеш дека оваа афера се обидувате да ја забошотите и покрај тврдењата на антикорупцијска, како и покрај тоа што за ваков штетен договор по државата секој изминат ден се плаќаат и камати од парите на народот. Македонската јавност ќе ја потсетам дека се работеше за скандал од меѓународни пропорции, заради кој се повикуваа новинарите кои објавија за истиот на полициски информативни разговори и притисоци. Скандалот тежи 7 милиони евра и во истиот Рашковски додели тендер на италијанската компанија Леонардо за набавка на систем за управување со воздушен простор во вредност од 7 милиони евра, иако важноста на тендерската документација е истечена. Тоа е спротивно на заклучок на влада и спротивно на одредени законски решенија. Постојат сериозни индиции дека Рашковски сторил кривично дело, злоупотреба на службена положба и овластување по членот 353 став 5 од КЗ, според кој се предвидува затворска казна од минимум 5 години. Ве прашувам, господине премиер, како човек кој, иако сте задолжен само за извршната власт, добро знаеме и тоа како дека се мешате и во законодавната и судската. Дали целта со овој случај е да си го заштитите бившиот владин генерален секретар и да чекате јавноста да подзаборави на овој случај, институциите под ваша директива да го чуваат во фиоки и така да заврши уште еден од вашите поголеми криминали направени за време на вашето 4-годишно владење. Дали конечно ќе ставите судовите сами да одлучуваат за кој случај ќе покренат постапка и со која динамика ќе го водат,
бидејќи во Македонија веќе и птиците на гранка знаат дека по судовите се влечкаат само бившите функционери и видни членови на ВМРО ДПМН, дека во Македонија со најголема динамика се водат само политички монтираните процеси и дека во Македонија оние кои го бранат и почитуваат уставот немаат правда, односно имаат проблеми со истата, додека оние кои вршат криминал, убиства, кражби, тепачки и останати насилства се во ваше обкружување и тоа им е главното алиби дека се дури сте вие на власт и ги штитите на ваков начин, тие нема да имаат проблем ниту со законите, ниту со судовите. Како што и веќе реков, вие со гласањето на ова мнозинство за тоа една купопродажна спогодба да стане закон во оваа држава, станавте судија над сите судии, но имајте на ум дека ова вечно нема да трае. Ова треба да го знаат и сите кои се огрешиле пред законите и кои стојат во вашата закрила. Затоа ве прашувам да ми одговорите докаде е случајот Леонардо и дали сметате дека конечно треба да отпочне и зошто досега не е отпочнат. Ви благодарам. Ви благодарам, пратеник.